Добар ден. Испитувањето што реномираниот Галуп го спроведе во 2012 година во 40 држави во светот и опфати 50.000 испитаници рангираше нашата држава на 5-то место меѓу 10 најрелигиозни држави на планетава. Дали овој факт е изненадување ако се погледне низ светлото на низа настани што се случува изминатите години, а беа со религиозен тон? Протести за и против градење на црква со прилично голема агресија, понатаму протести околу црквата на Кале, имавме молитвено започнување на академска година и низа такви настани кои што сериозно не замислуваат за тоа дали Македонија останува и понатаму секуларна држава така како што е дефинирано во Уставот. На оваа тема дискутираме денеска во Зебра. Ова е широка тема и ние четворица тука во студиото на Зебра дефинитивно не можеме да ја покриеме во секој аспект, затоа интернетот и социјалните мрежи, на Твитер можете да коментирате со хаштагот #ZebraMK и на нашиот Facebook пејдж. Одредже ќе ги замолам да пуштат една фотографија која што е од актуелен од денешен настан. Имаше, веројатно е во автобуси се појавени неколку монтажи во кои што се гледа. Се преводот не го знаеме, се претпоставам дека е на албански, меѓутоа веројатно се работи нешто против Дедо Мраз, кој што е сепак некој тип на религиозен или на црковен лик во христијанството. И во контекст на истражувањето што го спомена Маја на Галуп, и еве овој пример сликовит, како вие двајца гледате на целата ситуација во Македонија? Било кој слободно. Добро, интересно е што не е само тоа истражување, туку повеќе истражувања дури фокусирани на Република Македонија, само покажуваат многу слични проценти по ова прашање. Еве, истражување кое што Институтот за демократија го има направено во 2012, е поврзано за политичката култура во Република Македонија, покажува дека 85,3% од населението се декларира како религиозно. Сега, дали е тоа вистина така? Тука е клучното прашање, што е сериозно висок процент. И тука е многу важно да видиме како ние го дефинираме религиозност. Дали како следење на одредена религија, дали практикување на таа религија, дали прифаќање на вредностите кои што таа религија ги проповеда како свој. И ако навлеземе подлабоко во ова истражување, доаѓаме до некои малку подлабоки заклучоци кои што кажуваат дека, да речеме на прашање колку често одите во религиозни институции, само 12,7% од испитаниците велат дека секој ден одат, а додека 41,7% кажуваат дека одат само на големи верски празници, што значи дека многу повеќе луѓето на некој начин декларативно се религиозни отколку што суштински. И од друга страна, општествено очекуван и прифатлив одговор е да се биде религиозен барем денес и тоа веројатно влијае на големината на овој процент. Како гледаш на овој пример, последен, што е сепак во тој контекст, пак е некој вид на илустрација на целата ситуација? Ова е нешто што може сериозно да влијае и да креира проблеми. Не е ова единствен случај. И многу е интересно што не знаеме кој е тој кој што го последно, но многу интересно што има обиди да се чепка во религиозноста и да се предизвикуваат контролирани религиозни конфликти кои што многу лесно може да излезат од контрола, а самите по себе се многу подлабоки од и други видови на конфликти, кои што е дури и етничкиот, меѓуетнички конфликт. Така да треба многу да се внимава со ова. Спомнав секуларизмот. Која е опасноста кога државата и религијата се поистоветуваат, односно се брише таа граница меѓу нив? Зарем секуларизмот не беше придобивка една од 19 век? Не враќаат ли овие ситуации, случувања со религиозен тон многу далеко во минатото? Правото да се верува и правото да се биде религиозен е индивидуално право на секој. Сметам дека таму треба да остане. Приватно право, да. Приватно право и треба таму да остане. Не знам, можеби колегата има друго мислење. Не е добро. Во однос на оваа анкета, бидејќи еве почнуваме тоа како повод на разговор, значи мора човек да го гледа она што го напомна Дамир, нели? Да гледа широко степенот на, да кажеме, воопшто поимот на религиозитет. Значи, од овие луѓе што се, нели, 80%, значи многу мал број проценти се реално верници и ги познаваат сопствените религии
и во основата би требало, ако се верници на една религија, добро да ја познават и другата. Значи, тоа зборуваме, тоа е многу мал број процент. Главно се онака политикански во некоја религија, традиционално како некакви северности, као придружен член на националноста или етнички, то се перја, нели, со кој што човек се кити, но има еден момент кој што е, да кажеме, директно од филозофска природа, дека чувството на религиозитет може да го имаат луѓе кои што се, например, да кажеме, атеисти. Значи, тоа е, така го дефинира Шлајермахер, чувството на религиозитет, кога стоите пред, не знам, бура на море, ви се буди потполно истото чувство што се буди и кај еден верник, само тој го врзува за еден поим Бог, а вие го врзувате за поимот на возвишено. Имено, ако не сметам дека чувството на религиозитет може да биде инспирација за високи уметнички дела. Чиновник кој нема такво чувство не произведува уметнички дела, така што во оној миг кога ќе се обиде човек да направи суспензија на сите своји потенцијали, имено и на чувството на религиозитет во онаа најширока смисла, мислам дека можеме да кажеме завршена е работата и со уметноста, не само со религијата. Значи, ми се чини дека треба да се прави таа разлика, дека може, така што не знам оваа анкета како го допира тоа, али може да значи и да ги гледаме од позитивна страна работите, ако е точно дека само 12% на луѓе одат директно се врзани номинално онака живот во некоја верска заедница, другите се уметници, нели, имаат чувство на религиозитет, па сакаат да произведат некои високи вредности од доменот на универзалната култура, бидејќи тоа чувство може да роди широка симпатија. Чувството на симпатија кон целиот свет е чувство на религиозитет реално, бидејќи човек кој што нема такво возвишено чувство во себе, тешко да го натерате да има симпатија со тоа дека, што знам, 30.000 деца дневно умираат од глад. Не може да го има. А ваков пример, иако е мал, сепак е покажува дека можеби тоа е сосема спротивно, дека се злоупотребува, дека се користи за... Да, тоа е, знаете што имаше една обидот да се дефинира нешто преку неговата злоупотреба. Тоа е секогаш проблематично. Во смисла, многу војни почнуваат се религиозни, да кажеме, религиски. Тоа може да биде повод за војна. Ако нешто научив од професор Тверид Мухиш, дека треба да се прави разлика помеѓу разлог и причина. Војната нема причина, има разлог. И тоа е во сферата на човечка мотивација. Значи не може ништо да биде причина. Кога се обидете да дефинирате, не знам, кажете има многу тепачки настануваат поради жена, како ќе дефинираме жената? Она што служи како повод за тепачка. Тоа е секојаш проблематично дефинирање. Вие сте дел од академската средина. Како ви звучеше оној повик на ректорот да ја започнат академската година со молитва? Од кога религијата и науката стана сестри? Знаете како, тој вака, сега ако дозволите да се обидам, нели, она кратка in extenso, да кажеме, во длабочина елаборација. Значи, тоа не е науката, да кажеме, филозоф, ќе го внесам Хегел во муабет. Значи, тоа става науката на една страна, додека религијата и философијата смета дека се на друга страна. И нивните предмети воопшто не се допираат. Значи, тоа не може ниту едната, да кажеме, да упадне во другата, ниту другата да упадне во оваа првата. Значи, тоа е како да зборите поими бело и кенгур. Дали се комплементарни, дали... Значи, они не се, затоа што науката има таа предност во однос на религијата и на, да кажеме, на философијата, што веднаш е даден предметот и веднаш е јасен методот за, да кажеме, за опишување, одредување на тој предмет. Додека науката и тоест религијата и философијата го имаат, ја имаат вистината и она во онаа највиша смисла, и тоа Хегел го нарекува апсолут или Бог или целина. Сега, и он говори дека тоа е истиот дух кој се прекршува низ философски поими и низ религиски поими. И дека во основата они го имаат Бог како целина, а тоа е онаа разлика која што треба да се прави. Значи, и ќе дојдам до она да го коментирам тоа што ректорот го почна часот со... Да, затоа што во основата предметната стварност е предмет на научно испитување. Али кога ќе се повикате на целината и кога ќе се повикате на
Бог кој што нужно од било која религија и од философијата е имплициран како нетелесен предмет. Не можете да го исследите со емпириска методологија. И оттаму тој останува надвор, тоа се две регии, потполно независни две регии. Се уште никој не го докажал неговото постоење. Да, ниту неговото непостоење. Имено проблемот на атеизам и атеизам не е научно исследување. Атеизмот не е консеквенција, да кажеме, на научна методологија, он е појдовна позиција и тоа е ствар кој секој човек го решава внатре себе си. Али кога ќе се повикат на атеизмот како научна доктрина, тоа е идеологија и тоа е милитантност. Значи во основата, бидејќи немате докази, тоа не е научна доктрина, бидејќи за да е научна доктрина, она треба да има карактеристики на научна доктрина. Попер би кажал, мора да да понудите можност да биде побиено. Ако нема основа да биде побиено, тоа не е научна доктрина. И затоа прашањето за атеизам е потполно лично прашање. Дали со овој потек ректорот ги изедначи црковните догми и научните теории, ги стави на исто мислам дека се работи за лично решение на еден човек кој што во исто време е и научник и верник. Тоа не се инкомпатибилни помеѓу себе. Сега е друго на ниво на политичка консеквенца, да кажеме. Но смее ли ректорот своите лични решенија да ги наметнува на... Јас тука се согласувам дека би можело тој лично самиот да отиде во црква и да побара во рамки на лична молитва да побара да биде, нели, па дури целиот универзитет благословен. Но ми се чини дека треба да остане на страна и тоа е за мене многу попозитивна позиција за било која религија, вера или религиозен човек да биде одвоен од државата. И јас би сакал да е овде одвоено од државата, затоа што така би се оставиле религиите и верите на рад. Не би се мешала државата таму. Значи лоша услуга им се прави на овој начин. Да, али во основата она другото што ми е идејата. Значи науките и воопшто нашиот емпириски живот е упатен на онаа што го нарекуваат филозофите онтичка стварност. Тоа е оваа предметна стварност. Видливото. А философијата и религијата се упатуваат на онтолошката стварност. Сега, и ги гледаат овие конечни ствари на предмети, на природата и на нашиот дух во релација со Бог. Сега човек што е атеист останува на ниво на онтичко. Он нема потреба да прашува за онтологијата, најопштите поими, што е причината на сето бивствувачко, дали е тоа бите или не. И затоа за мене се они не можете да ги доведете во поим, да кажете контрадикторни. Онтичкото научно испитување е контрадикторно со онтолошкото. Не, тоа се потполно две независни регии кои не можете да ги доведете во било која релација на логички поеми. Значи човек може да реши да остане на ниво на онтичко, може да се прашува за онтолошко. Тоа е кога да кажете дека ако човек почне да игра фудбал, нели треба да суспендира неговата дарба за цртање. Мислам, може и во исто време да игра фудбал и да црта. Може да е научник да испитува не знам, законите на Вселената, а во исто време на онтолошко ниво да држи тези кои се или атеистички или теистички. Али и теизмот и атеизмот не се последица на емпириско исследување. Тоа се појдовни позиции. Затоа професор Туцуловски е добар кога ќе каже јас верувам дека не постои. Не можам да знам. Да. Легитимната позиција по мене е агностицизам. Значи, кога кажувате се сомневам. Нели, не, тоа не е се сомневам. Пошто тоа е не знам. Немам докази, не можам ни да кажам дека постои, ни да кажам дека не постои. Тоа е да кажем една најсоодветна легитимна рационална артикулација на сето тоа. Кое што веројатно и теистот и атеистот би можеле да ја, бидејќи не може да го докажат постоењето. Теистот може да се повика на неговата лична средба со Бог само. Може да ја опишува, ама како да кажам, филозофите имале разлози за тоа дека мора оваа вселена да постои, тоест да има творец, па тие разлози колку и да биле логички убедливи, сепак не ги натерале луѓето да ги прифатат. Но сето ова е од сферата на приватното и уставот и статутот на УКИМ вели дека не смее да се наметнува над јавното. Па не, ама ја колку што знам многу приватни ствари, сексуалноста е исто приватна ствар, али сепак се наметнува на ниво на политички институции. Тоа е веќе проблематично, затоа што зашто религиозноста не би требало да влезе во институции, али затоа мојата сексуалност треба манифестно да се прогласи за коректна политички, нели, лекарски, не знам како, па затоа мора секој да труби наоколу дека јас не смеам во ниеден случај. Значи јас можам да повредам религиозни луѓе на моите предавања,
али сексуално малцинство не смеам да повредам на моите предавања. Што значи, религиозноста ќе си ја чувате дома, а сексуалноста надвор не сме никој да ве рчка. Значи, поисплатливо да сте, да кажеме, од сексуално малцинство добивате и политички и на ниво на институција, ве институционализира системот, додека ако сте религиозен сте тоа приватно по дома, као во А времето не на сум комунизмот. сигурна дека Да, не тоа е се проблемот. профитира и од религиозна припадност. Ги видовме сите политички челници. Ево еден многу смешен пример што навидуме неповрзан, меѓутоа јас па обратно сметам дека барем во Република Македонија да си македонец атеист од еден аспект е дискриминаторски. Од аспект јас често се зедам викам по прашање на неработни денови сум голем верник. Зошто сум голем верник? Затоа што ако си македонец атеист, ти имаш 11 неработни дена. Ако си, да речеме, православен албанец, имаш 17. Да. И по ова прашање навидуме смешно и бизарно, но дури од тие државни празници, 5 од 11 државни празници се религиозни. Јасно. И Македонија во голем дел, пак од овој аспект гледано, е христијаноцентрична, затоа што православните и католиците имаат многу повеќе слободни денови од останатите религии, а целосно игнорантна према помалку мејнстримизираните религии како што се будизам и така натаму. Воопшто дури не ги ни позна, признава низ овој аспект на разгледување. Колку од истражувањево мислиш дека и оној одговор на вечната таа вечна тема тука што се повлекува за повеќе прашање е срам дека ако кажеш дека си атеист, дека си нерелигиозен, во околината нема да бидеш прифатен, тоа е пак веројатно на некој на тоа малцинство ти што го спомена. Значи културолошки колку сме ни отворени за да зборуваме така за религијата. Па да, тоа може да се повржи, има повеќе веројатно причини. Едно е фактот дека претходниот систем, комунистичкиот систем не го дозволувал јавното практикување на религија. И сега ја не мислам дека луѓето станаа религиозни у моментот кој се смени системот. Тие си беа религиозни. Само што кога се смени системот, добија можност тоа јавно да го кажат, јавно да го практикуваат. Од друга страна, мислам дека барем во Македонија, религијата и религиозноста е повеќе некоја следење на традиција отколку вистинско верување. Еве вчера вечер бев на слава, кај близок пријател, кој што е заколнат атеист. Чи не е верник. Меѓутоа тој секоја година ја организира славата, затоа што е страмота да се прекине таа некоја традиција на славење на таа домашна слава, а од друга страна има практичната причина да го организира тоа, затоа што се собираат пријатели и луѓе со кои што можеби се гледа од година на година. Пак ќе кажам, кај нас мислам дека многу помалку е на нивото на кое што вие зборувавте Ристо, на ниво на спознавање на тоа што е таму. Јас се согласувам дека дали 1% од православните верници знаат што е воопшто, да кажеме, православното христијанство или воопшто било која религија. Значи не знам, и затоа ми беше чудно тоа запознавање со религијата, затоа што не мислам дека ништо поплодно, нема ништо плодно да даде тоа учење во школа. Мислам, тоа реално е поделено длабоко општеството и страшно е кога ќе вклучите религијата и ќе ја злоупотребите за таа поделба. Иако немате никакви основи ни во едната, ни во другата религија, туку баш инсистирање на запознавање на другиот. Има, значи, генерално ги имаат, но злоупотребата може, знаете, науката можете да злоупотребите за насилство. Тоа не е дефиниција сама себе на науката. Мислам, како да кажам, е злоупотребена. Најдобрите војни се водат од оние што се технолошки, научно највисоко развиени. Не се лажеме. Најпросто развиена нација не може да ја победи високотехнолошки и научно фундирана воинствена нација. Не може. Значи, злоупотребата има на се. Проблемот е и тоа е поради незнаењето на самите основи на било која вера и религија, нели? И онаа врска со едно, да кажеме, возвишено чувство на религиозитет, кое што е допира на онтологија, мислам. Која е потребата да идете да барате, не знам, филозофските основи на почетокот или религиозните основи на почетокот, нели, да идете таму да не знаете зошто идете, но луѓе го прават тоа.
има луѓе кои што навистина се атеисти, реално. Ништо вака седи, чувствуваш ли нешто? Јок, ништо не чувствувам. Али се држи до овако, затоа што, знаете, кога паѓаат едни идеологии, тоа е празно место кое што е секогаш населено од друга идеологија, бидејќи луѓето имаат потреба оваа ништозност што ја носиме со себе си, нели, на ништо не засновани. 77 години еден живот кој потполно случајно се раѓа и во многу случаи, нели, онака не завршува баш сјајно, нели, човек да заврши во мирна старост и сето тоа. На што ќе го заснуваш? Дур живееш го засновуваш или на некаква си политичка идеологија која што е квази религиозна, секогаш е квази религиозна, ги инвестира тие потенцијали за возвишеност. Тоа се случи со комунизмот. При пад на комунизмот останува или нацијата или религијата. Али како политичка идеологија, тоа нема врска со религија. Ако правите од религијата идеологија, вие потполно ја промашувате, ја поништувате, ја анихилирате. Таму нема религија. Во моментот кога правите од нејза идеологија, поготово идеологија во служба на, не знам, потиснување на другиот, тоа нема врска со религија. Значи, ние реално не збориме за религија. Можете ли да замислите во Македонија да биде избран председател или премиер кој што е атеист или агностик? Има интересно истражувањата кои што ја допираат оваа тема. Велат дека граѓаните или повеќе од половина од граѓаните би сакале лидерите, политичките лидери да бидат верници, меѓутоа ако се анализира подлабоко, не заради тоа што им е битно толку религијата, туку затоа што им е битно вредностите кои што религиите различни ги проповедаат, а тоа блиску се поврзува со корупција, па верувањето дека ако човекот е религиозен, многу е помала веројатноста да биде корумпиран и многу е поголема веројатноста дека ќе биде добар лидер. Мислам дека сериозен најголемиот проблем што се јавува дури кај самите верници, а има индикатори за тоа, е дека институционализацијата на религијата, како што е црквата, џамијата и така натаму, креира проблеми, затоа што голем дел од луѓето изјавуваат дека не им веруваат на овие институции. Сега ние немаме мешање на религијата во државата. Религијата си е таму, некаде возвишено, но имаме мешање на институциите и религиозните институции во државата. Па дури може да се примети во Република Македонија една шема на случувања која што на неколку пати ја имаме. Имаме религиозно лице, дали е тоа Попоџа или така натаму, кој што се појавува и објаснува одреден став поврзан, да речеме, со абортус. Потоа следи кампања финансирана од државата, за после тоа да следи министер или владата со политика. И тоа на неколку пати се повторува. Во период, например, од 3 месеци, 4 месеци. Во моментот кога некој од свештениците ќе излезе со одредени идеи, веќе можеш да претпоставиш дека таму некаде за некое време може да има и политика. Поврзана со таа идеја. Проблемот со кампањите, проблем нели, власта мора да биде секуларна. Но проблемот дека не сме некој човек што е во исто време и свештеник да каже став по било што е проблем на дискриминација. Затоа што он кога излегува да каже свој став како граѓанин, бидејќи зашто не би требало, нели, ако излезе да кажеме некој микробиолог атеист, излегува. И од перспектива на сопството свое искажува став за одредено политичко прашање. Никој не му вика, ако можеш ти микробиологијата, тој дел од себе, суспендира го, избори како некој апстрактен граѓанин. Не, он кога зборува од перспектива на собственоста, на собството. Дали е тоа така? Тоа мора да се дозволи на свештеник. Не, дали е тоа така? Но дали е ефектот ист кога ќе излезе поглаварот на исламската верска заедница и ќе каже дека сите албанци треба да се обединат во една држава, значи порака која што нема дури ни религиозна основа, дали има ист ефект како кога еден микробиолог дава политички став? Тоа е користење на една вера која што е апсолутно наднационална, никаде нема повик на националност, да ја користите во служба на нација. И тоа е проблемот, како Македонска православна црква, нели? Тоа е штитела македонштина. Мислам, која е поентата да каже дека основната идеја на црквата во Македонија да штити македонштината? Тоа не ти се јасни 2 и 2, значи, да кажеш такво нешто. Идејата на црквата не е да штити ни македонштина, ни било што друго. Ниту идејата на исламот. Значи, тоа нема никаква врска. Значи, да се повика црковноста во служба на некоја ово световна идеја, да ја наречам така, е елементарно неразбирање на религијата.
тоа што тоа се случува, вака ги гледате и гледате дека се од религијата не разбира, тоа не мора ништо да значи. Тоа е како да кажете сите луѓе во не знам во владата се исклучително интелигентни, а на него не повлекува тоа да го кажеме така што луѓе можат да бидат во конкретна религија, али да не име ништо јасно, нели? Случајно се таму. Што да не? Многу луѓе се случајно на своите работни места, нели? Не се за тоа треба за нешто друго да бидат. Ја исто верувам дека и во религијата има случајно залутани луѓе, на кои што не име ништо јасно. Па затоа се случуваат овие работи, али иманентно тоа не е проблем, бидејќи иманентно она е иницијално многу блиско до философијата во обид да говори за тоталитетот на оваа вселена, нели? Прашањата што ќе не мачат нас вечно, тоа се метафизички прашања. Тука може човек да реши, окей, нема да се занимавам со нив. Немам емпириски доказ за тоа, не сакам да се занимавам. Мојот став е атизам. Сега, од перспектива на атизмот, јас го гледам светот вака и вака. Тоа е апсолутно легитимно. Работата е како луѓето да не се малтретираат едни со други. Значи да почитуваат слободата на другите, бидејќи тоа е професорот Фериц, работи за олово и бакар. Ако бакарот го праша, му каже на оловото, нели, чувствуваш електрицитет? Бакарот ќе каже не да чувствувам електрицитет, се корнам од електрицитет. Ти го чувствуваш електрицитетот од оловото? Не. Има луѓе кои по устройство не ја слуша онаа вибрација за која што говори еден романски диригент, фантастичен Сергеј. Таа вибрација. Не осеќај се работата е тоа што нема овде мета критериум, нели човекот гледа дека постои електрицитет, само бакарот го спроведува, оловото не. Во овој случај не знаме ништо. Човек гори од Божја енергија, другиот човек не осеќа ништо. Сега тоа е различно устройство. Сега работата е како да се направи идеолошки да не се користи електрицитетот во тоа да се уништи оловото или обратно. Тоа што оловото не чувствува електрицитет да каже има да го избиеш па да врши операција да го наоѓа центарот на мозокот кој што е одговорен за религиозна енергија, па да го вади тоа, да го цензурира и автоматски ќе дојдете до тоа воопшто да не постои Бог во поимите на луѓето и да дојдете до тоа да кажете сега кога го нема Бог, сега некои од луѓето ќе станат богови, ќе ви кажат како да живеете, бидејќи тоа е проблемот што го имаат западњаците со истокот. Не се даваат луѓето таму. Нема да ги сконтролирате и нема да ги натерате да живеат како што живеат западњаците. Кој ви го дава на крајот од грбштата тоа право? Тоа е затоа јас не се заморувам многу со тоа како е во Македонија. Мислам тоа се реалноста е таква и затоа би требало да ги гледаме работите на ниво на некаква си мирна коегзистенција. Може човек да биде и философ и верник во исто време. Иако е тоа малку шизофрено. Има проблеми верност. Верникот може да страда од философот и философот може да страда од верникот, али можат паралелно да мисли како верник и да мисли како што Достоевски мисли како Алјоша Карамазов и во исто време мисли како Иван Карамазов. Тоа се потполно различни ставови. Значи треба да се остави во принцип таа, да кажам, слобода да не биде ништо загрозено и на вистина јас тука апсолутно ќе се согласуваме сите дека она што го човек чувствува на ниво на религиозност, во принцип одма знаете дали е вистински човек, ако не сака тоа да го дели со сите. Како човек знае дека ја сака својата жена? Ако не сакам да ја делам со повеќе луѓе, дели. По тоа знам дека ја сакам. Така и ова чувство го имам и не сакам да го делам. Не ќам да мафтам со него на политички настани се и по тоа знаете дека нема врска, мислам, колку власта е православна. Нема врска, тоа е една, како да кажам, научена политиканска енергија на врска на вера со од типот на германски протестантизам, тоа е врска со православие. Елементарни работи, не идат православие и капитализам. Ако сакаш да бидеш до крај барем православен, мораш да го врзеш тоа со комунизам или со анархизам, тоа е мојот став. Кога земете православие само со комунизам идат заедно. Значи онака апсолутно нема сиромаштво, има само слобода за сите и сите се еднакви. Капитализмот тоа како ќе споите со христијанството, нема шанси. Часовникот не потсетува дека тука некаде треба да привршиме овој дел, прв дел од дебатата, загревањето за она што со кое што продолжуваме во петок. Кирил, Дамир, ви благодариме за ова интересно споделување. Не сум јас Кирил, Ристо. Се извинувам. Не, Кирил, Дамир, викам, одма почна да ме гледат како шизофрена личност. Другиот го чу Кирил во мене, нели она? Јас се извинувам уште еднаш. Во секој случај ви благодариме што бевте дел од Зебра. Поздрав. Фала и на вас.
Hvala.